вештото лице потврди дека постапките водени во општина Карпош, во кои се изготвени и подпишани од страна на сега обвинетите урбанистички согласности, а потоа и решенија за утврдување на правен статус бесправно изградени објекти, биле водени согласно одредбите од законот, но тоа неспорно дека постапките ги водел согласно словото на закон. Обвинителот признава дека постапката е согласно закон, не успеал да докаже злоупотреба на службена должност и повластување, не успеал да докаже од ниеден од сведоците дека давале мито или дека им било побарано. Уопште не стана збор за така. Да, ама Значи не стана збор. ама ако за тоа немало дискусија, а веќе било одлучено во друга постапка пред управен и пред виш управен суд, ова дело не би требало да дојде на рочиште затоа што веќе е одлучено по И ова тој дело. како ова значи секој граѓанин од улица може да си го фатат вака, да го однесат во суд и да си го осудат, а во исто време може оној на пешачки што гази да го осудат 2 години. Овие што ги запалија во Кочани може тамо да собираат 60-59 души да винуваат, ама тие што се виновни нема да ги соберат. Сега ќе замајуваат јавноста со мојата пресуда. Мене како јавна личност кој што сум дал за општество ми се случува, па што се случи со овие кутри луѓе кои што идат по судовине, кои по судски неврати? Каде ние бараме правда?